дали внимателно смеяне, че се работи. Продължуваме со 11-та седница на Советот на општина Демир Капија, точка број 11, разгледување на барања од физички и правни лица. Предлагам председателката на комисијата за финансии да ги представи и да ги колко ще може да ги разложи. Едно по едно. Да. Едно по едно, да. Значи вчера се одржа седница на комисија за финансии и буџет и локален економски развој на општина Демир Капија. Тоа што беа разгледани повеќе барања од физички и правни лица кои што има доставено барања до нас. Дел од тие барања беа разгледани на претходни седници на кои што баравме дополнување од представниците, тие што ги има поднесено барањата. Дополнително објаснување за бараните средства. Прво, барање за финансиска помош од Кама Илиева од Демир Капија. Барањето од 19.4. Тоа беше разгледано на претходна седница, меѓутоа беше повикана за да се изјасни во врска со барањето. Станува збор за барање од 30.000 денари за купување на градежен материјал за изградба на манастир. Тука е наведено во барањето манастирче на местноста викана Света Марија Магдалена во село Клисура. Тука немаше наведено жиросметка и беше разговарано овие средства да бидат пуштени на сметката на нашата црква. Затоа беше повикано. Значи 30.000 денари. За тоа беше повикано, да. За да, разговарала она со свештеното лице од кај нас и Значи предлог на комисијата е 30.000 за помош при подигање на манастирче. За набавка на градежен материјал. Дали некој има Дали некој бар разбор? Предлагам да гласаме. Кој е за? Следно, сега тука ги немаме пред нас, затоа што овие барања беа од претходен совет што ги препративме за претходна комисија и совет што ги препративме за овој совет. Исто е барање од црковен одбор на црква Свети Георги село Копришница. Исто беше повикана представник од црковниот одбор. Беше тука и ни напомена дека како што разговараме на минатиот совет, дека немаа барање затоа што беше поднесено касно и празникот е веќе поминат. Затоа нели одлучивме да ги повикаме за да видиме дали имат некој толк што треба да се подмире. И ни кажаа сума од 7.000 денари во тука локална продавница со договор дека Исто преку црквата. Да. Се уплачи на црквата и после се со договор со таа локална продавничка кој што имале запишано нешто се имале подигнато рад. Да гласаме? Да. 7.000 денари. 7.000 денари. Едногласно. Добро. Следно барање од Димче Донатов од Демир Капија. Исто така беше разгледано на претходна комисија и на претходен совет. Барањето беше поприлично, мислам, голема сума. Околу 300.000 денара. Он има претрпено штета од околу 500 до 6.000 денара. Не ни беше доставено од вештачењето од полиција. Вчера беше разгледано барањето повторно на совет и сумата беше, мислам, тоа што комисијата го одлучи, да биде околу 30.000 денара, затоа што 500, колку беше? 300.000 денара, мислам дека имаше барано, тоа е преголема сума. 5.000 евра, мислам дека гласеше поточно во барањето. Тоа е 300.000 денара, јас мислам. Ја мислам дека беше 300 или 5.000, 300.000 денара. Не знам, не се сеќавам, добро. Затоа што ги немаме моментално барањето, меѓутоа, еве ние да, како општина да помогнеме, се одлучивме за сума од 30.000 денари. Кој е за? Едногласно. Добро.
барање средства за проектот МАК Геопарк Демиркапија од Сдружение на граѓани Стена Стенаја Демиркапија. Имавме исто представници од Сдруженијето кои ни го образложи овој проект, затоа што од претходно имавме барање во кои што барат 60.000 денари, а исто така вчера побаравме од нив да достават една финансиска рамка, да речем, за тоа како би ги потрошиле, како би ги распределиле и потрошиле овие средства што ги барат од нас. Тоа ни беше денеска доставено на совет. Имам вака наведено за транспорт 24.000, хотелско сместување 12.000 дневници. Од дневници односно е наведено 6.000 плюс пријава, колку што читам 18.000 денара. Вкупен износ од 60.000 денара. Дали некој бара збор? бара збор, односно барањето? Еве, јас ќе кажам нешто, бидејќи како совет имаме буџет за еднократна помош, кој што е некаква рамка, која што ја исцрпуваме со тек на време, а и исто така имаме правилник за работа, освен исклучоци, да даваме максимум до 30.000 денара по барање и по лице, дали е правно или физичко. Предлагам да покриеме еден дел само од трошоците кои ще се наведени. Сега, кој дел од трошоците е најсоодветен, дали има мислење, дали транспортот или, да речем, хотелско сместување или пријавата за учество на тој симпозиум. За тие што не се во тек, симпозиумот се одржува во Милано. Тоа е симпозиум на сите геопаркови од цел свет. Тука невладината организација Стена Стенаја има задача да ја презентира проектната документација целосно на луѓето од УНЕСКО и од геопарковите ширум светот со цел да добијат тие статус на геопарк. Нивниот проект да се официализира како првиот геопарк во Македонија и пошироко. Исто така дел од буџетот кој што се бара е и за патување во Словенија, тоа не е спомнато сега во финансиската конструкција, каде што веројатно е комбинирано, каде што треба да потпишат договор за соработка со постоечки геопарк, бидејќи еден од условите да добиете статус за геопарк е да имате ментор. Така словенечкиот геопарк треба да биде ментор на нашиот геопарк. Че отприлика тоа е барањето. Невладината организација има дел од финансиските средства, меѓутоа бара општината да ги помогне со 60.000, што мислам дека е преголем терет за парите од Советот. Една идеја моја е да речеме пријавата од 18.000 денари да се плати. Дали некој бара збор? Пане? Така се, ние имаме тука само нивно усно излагање и еве писмено пријава 18.000. Да. Нели може како предлог, кога ќе ни ја донесат пријавата што биле таму, тогаш да му ја одобрим средства за пријавата. Ние не знаеме дали пријавата 18.000. Тоа не е лоша идеја или па Значи сега само усно, може да се изгласа со заклучок. Карта, влез, пријава, како и да го крстат, нека ни ги достават, тогаш ќе му ги Ама одобрим да не тие средства. навлегуваме у детали, мора да е само за пријава. Еве да речеме една сума. Транспорт и хотелско сместување сигурно кошта и тоа поише од 18.000 денари. Дали да се задржиме на некаква сума, дали има некој друг идеја, јас не сакам да навлегуваме сега у заговори. Повеќе Александр. Сума што спомна до 18.000 дали ќе биде за пријавата, е разумно се сето ова што го барат.
Тоа што ние како стави бидејќи ќе одобриме средства, кога ќе биде тој симпозиум? Сигурно има така, се знае. Да. Кога ќе Септември биде? треба. Да. И октомври, ноември да приложи документација нешто да видиме како тоа таму сето изгледало. Дали може така? Сигурно. И да направо Оти допълнително проекти да... тебе сега треба за проект. Поднесиме проектот ние като съветници не го знаем. Може вие или някой един съветник го знае, но ние не го знаем. Ние сега трябва ние да отлучуваме за това. Честно беше, се презентираше проектът, да го погледнем, да го видяхме и сега натаму да дискутираме. Сега вака, може се е среден проект, как ще трябва. За да аплицираш до УНЕСКО, не е мала работа. Трябва много стандарти там да си изпълнят. А ние само ако поднесиме, а не изпълнето, разумна сума е тази, ще спомена 18 или мисля не има толкова да терете ми получите за по-натаму да имаме пак някакви средства. Да, некој друг има мисли. Ја накратко. Знаете како не е тоа проблем сумата. Сотот, веројатно има тука буџет, колку може да се одобри, има правила како натаму, доколку е лимитот, колку е цртно тоа и не заплегувам у тоа. Една друга работа ми е у предимство да кажам, затоа што било од кој од нас, од сите советници се сме вработени. Ако имаме некој службено патување, треба да присустваме на некоја меѓународна конференција или било како, ние добиваме покана за присуство на таа конференција. У таа покана организаторот на меѓународна конференција, прегледна недела се вратив од една таква меѓународна конференција во Љубљана, значи поканата тебе кога те испраќат, во поканата е све наведено. Каде е сместувањето, во кој хотел, колку кошта собата, колку е транспортот, колку е учеството, до кога треба да се пријавиш и така натаму. Врз основа на таа покана ти поднесуваш предлог барање за исплата на средства, за да можеш да патуваш до таму. Ние во случајот од тоа немаме ништо. Така, имаме само предлог од нив дека тоа толку кошта и толку кошта. Немаме ние од организаторот, буквално нити каде, нити во кој хотел ќе се одржува, нити во која сала, нити колку кошта пријавата, нити како. Мене е тоа симптоматично. Не е проблемот у бројките. Ако треба 18, ако треба 20, ако треба 30, ако лимитот 30 и така натаму. Ние сме сите тука советници од општина Домирка за доброто на таа Домирка. Меѓутоа, тоа оде на еден по-друг начин. Сега мене тоа ме тука симптоматично, разбирате. Ја службено патување одам, ама до директор морам да поднесам барање предлог со покана. И во тој предлог, он кога ти одобрува, он гледа каде се одржува, колку тоа кошта, колку денови ќе биде, колку е учеството, каде, што е, како е. Врз основа на тоа ти подпишуват, ти одобруваат и одиш во одделение за финанси, таму ти исплаќаат пари, ти дават за да можеш да го реализираш тоа патување. Овака, знаете како, сега и утре јас и Ивана, за пример, формираме невладена организација, попълнуваме еден празен лист, ни треба толку пари, ќе одиме там. Дали ќе одиме, дали ќе реализираме, никаде не се оправдуваме тие пари. Мислам, дали ме сваќате што сакам да кажам? Само, Ја, може чао. секој мислам дека не че има некоја јавна презентација и ако најмалце фотографии, сигурно има поканата, меѓутоа мислам дека како совет порано треба да изреагираме, да ни кажат сите овие работи. Пред сега нас не интересира поканата. Сите други области што се дивни, они си ги прават сами. Што биде не хотелот и Грбанчанот не знае, што се го реалната работа. да, сакам да кажам дека поне може би не знаеле и за наредна ваква седба, кога треба да поддржаме ваква работа, треба да ни се каже сите овие работи што ги набројавате. Првично поканата, остатокот од другата работа сите останати работи. Да не ги обидуваме сега и ние, пошто може би се нови оваа работа и не ги знаат. Добро, има време, значи тоа било у септември, бајде до тоа ќе добијат покана. На тие совет, кога ние ќе имаме поканата, може да го изгласаме тоа. Ама зошто да бараме покана, луѓе? Сега тука правиме муавет за фактор доверба. Значи, они не мора за пријава и покана, може да ги спонзорираме за... Значи, прашањето е дали сами сакат да одат или се поканети стварно. Може и сами барат, за да го испрезентират нивниот проект. Тука сега дали испаѓаме у сусрет или не, од големината на проектот е шармантна, како да кажем, не е мало нешто.
Сега тук станува збор за... Разговаряме за доверба. А мислам греota е да разговаряме за доверба. Или че му даеме нещо, или нищо. А дека они сигурно че сакат да се отчетат, ја гарант давам дека сакат тебе лично од мое име, дека че сакат да се пофалат со нешто од таму 100%. Нема да крият што видели во Милано. Колку што знам, едно лице треба да отпатува, значи не се работи за... За Италија, да. А кај што спомнаме, станува збор за две патувања, едно во Да, Италија, едно во Италија, едно во во Словенија. Не, тоа во октомври месец, да не спомнам дека. Септември рекла Не, дека... да. Не. Тоа е... Да, тоа е друг. Две патувања се. Прво во Милано за презентација на проектот и второто е за, како што спомна Андон, за подпишување на... Се пак ако успее вие проектуваните што викат утре, срамиме што не сме добили ништо. Да. Јас сум за сумата од 18. Били седични, значи Нема да биде седични. капија. Реков дупло ќе дадеме ако успее. Тоа што може да му треба. Ама ќе им Ама му треба, тоа ќе да спомогне. Треба. Нема да ни треба. А нема да им треба. Са да добиш објекти, Да. ако немаш служби, нема ништо. Ја мислам дека му одобрим 24.60 многу, значи тоа тоа дека буџет го исцрпуваме 24.000 да му се одобрат. Или уплата што е за таму кај што треба да се прејавува. За 18. Мислам дека држа вода пријавата таа платка. 18. 18.000. За 18, мислени? Како што одмислиме така? Мислам како што одмислиме така. Предлозите тие се. Тие си или 18 или 24, ајде 30 ците, многу нека е. Вака, значи, уште едно појаснување дека буџетот го исцрпуваме, рамката за Советот за еднократна помош со оваа седница го исцрпуваме уште предпоставуваме дека турнирот за мал фудбал пред организацијата на турнирот за мал фудбал. И после тоа ќе биде скрос исцрпен. Значи со оваа седница го исцрпуваме, че треба да се прави подоцна ребаланс на буџетот. И покрај тоа, јас сум за 18.000. Не заради друго, поише заради тоа што ограничени сме. Најмногу заради тоа. Дали да гласаме за 18, предлог 1 да гласаме за 18, дали ќе се прифате? Предлагам да гласаме, може? Јас сум за 18. Тук имаме 2, 3, 4, 5 гласови за 18. Тук веќе се изгласува сумата 18.000. Значи, помина. Следно барање за еднократна парична помош од Илија Бушев од Демиркапија, пренесено на 8.7.2022 година. Станува збор за лекување односно има доставено фактури и тоа во поголем износ од колку вчера ги решаваме? Околу 160.000 денари. 160.000 денари. За лекување во клиника Жан Митрев. Прегледи и... Болнички престои. Да. Барањето нема наведено износ, само е барање за еднократна парична помош и како што ви кажеш, доставено медицинска документација. Вие ги имате и вас. Да. Предпоставувам дека сите ги имат. Да, затоа што ние вчера го разгледуваме на комисија. Беше констатирано на комисија да му одобриме износ од 15.000 денари.
Имаме слично барање и предходни од совет и изгласаваме 15 за да остане у тие контекст. Се работи за Операција. сериозна работа, да. Здравие во прашање. Дали некој има разбор? Не, предлагам да гласаме. Кој е за? Едногласно. Едногласно. Следно, барање за еднократна парична помош од Општинска установа Дом на култура Мирка Винова Демиркапија. Дом на култура имаше конкретно 3 барања, меѓутоа само едно од овие барања беше усвоено на комисија, само разговор за барање за организирање на и одржување на фестивал без рамка, кој ќе се одржи во временски период од 28.7.22 до 5.8.2022 година, на кој ќе имат гости и од странство, ќе има прикажување на театарски представи во сите овие денови што ги спомнав, значи од 28.7 до 5.8. Вкупно побарана сума од општината е 100.000 денари за одржување на тој фестивал. Дали некој да разбор? Има прашање? Не, предлагам да гласаме. Кој е за? За. Против? Воздржани? 8 за, 1 воздржан. Барањето е усвоено. Со ова барање ги исцрпивме сите барања за еднократна Барање парична од помош. физички лица. Преминуваме на последната точка. Точка број 12. Советнички прашања. Градоначалникот е присутен. Советниците може да постават прашања. Една барање, препорека, констатација од претходните точки денеска е дека кога имаме обемен материјал, порано било барано од претходните совети да се штампа обавезно во печатена форма, секој материјал. Така, мислам дека некој од администрацијата ми каже дали вие Јулија или Евгенија кажа, или не, мама и да, Сузана има кажано, дека порано советот сам барал сите материјали да се во печатена форма. Меѓутоа денеска имаме случај кај што програмата за учебната година 22 и 23 е екстремно обемна и да се штампа се троши многу материјал непотребно. Дали тоа уште да важи или да го промениме тоа, дека кога има по-обемен материјал, електронски да го добиеме материјал? Тоа се случува може би еднаш или два пати у тек на година, не е. Така точно, јас мислам дека доколку малку се поправи финански, да земеме по-едноставни лаптопи, општо да се печата 8 години да не се печата, да ги имате на компјутери, да ги доложи. Али мене представува никој проведен и прикачени и електронски. Јасно на ваше мнение да не правиме дополнителни трошкови. Дефинитивно, јасно за тоа. Идејата не е нова, таа е многу стара идеја, да ви кажам, тоа беше уште предходен совет, значи набавка за лаптопи, тоа не се бараше лаптопи да бидат со некаква кој знае каква конфигурација, значи најчните лаптопи, затоа што освен Word документи не ти праќаат никаков друг документ. Општинската администрација требаше да го прати на мејл и да си го имаш овај лаптопот на реверс, после тоа по завршување на мандатот си го враќаш и така натаму. И со тоа требаше да се направи една проценка дека тоа набавката на лаптопи или таблети во случајот кошта многу помалку отколку печатање на хартија, тонери, печатари и така натаму. Дел од општините функционираат на тој начин. Немаат хартиена форма, дел од општините нормално и со хартиена форма функционираат, тоа зависи се од општината, како има финанси, како тоа одлучи и така натаму. Иначе и едниот и другиот начин е тоа.
ама да добиваш материал не по целиот ќе во хартиена форма, тоа веќе не е поред. Така да зависи како има можност општето. Не, тоа нема проблем. Ако нема ништо Значи друго, јас имам се слагаме сите да не се штампа по секоја цена се. Тоа е. Значи, да, додека не се набаве или А нека се изјасни секој поединично, може некој и сега може да се донесе лаптоп да се користи. Надвор од идејата за лаптопи ми беше, јас сакав да речам на Viber или на мейл. Да, електронски да ги правите, Да, и од дома имате можност да си отворите секој, предпоставам дека има некој електронски уред, ако не, на крај и на телефон. И телефон да има, може така. И на телефонот може, сега по-ситно, нема се гледа. Добро. Советнички прашања? Јас имам malo советнички прашање до градоначалникот директно, ме интересира транспарентноста на општина Демиркапија. Читав и видов еден запрепастувачки податок, значи од скупно 84 општини во Македонија, општина Демиркапија за транспарентност се наоѓа на 81-во место, што е 4-то место од позади од транспарентност и тоа е еден вид на загрижувачка работа. Докаде таа транспарентност? Дадена задача на секретарот, таму имаме 12 точки, што треба да сме околу транспарентност. Неки се изправени, со нови патри, би требало да биде многу по-добри и ќе биде. Сега тој се вика одаме кај сега беше нови проект, што треба да тие 10 општини, каде што термелно, значи ќе ги дадат устови што треба да ги правиме, ќе се биде предувага се нема ова за 10 општини како преку УСА и Америчка амбасада. Значи, тоа се некои, да ги кажам, ситници, што поради недостаток на средства не може да ги правиме. Една од тие работи е ова, каде што се именува на живо да бидат советите и снимани. Сега ги правиме и на новот вебсайт, кој што имаме, веќе се што се представи. Приклучуваме службените гласници, значи редовно приклучуваме изгласувањето. Ја го видов податокот дека сме на 81-во место. Лага. Значи, извини, повеќе. Не, дека знаете дека претходно не имавме некои одлуки кои што ги носите на Совет во врска со тој проект кој што се имплементира световадарски плански авион, каде што е изготвување на софтвер, каде што граѓаните имаат можност електронски да аплицираат за наши услуги и тоа веќе се работи. Значи, колешката Стефанија која што беше задолжена, веќе ги интегрира образците од секторите кај нас, за да може да ги предаде и да бидат прикачени. Имаме од данъчно одделение, значи имаме од урбанизам доста образци, посебно и сами знаете дека урбанизам е далеко од тоа транспарентно, затоа што има сам софтвер урбанизам, каде што сите можете електронски да се регистрират и да се поднесуват барања, значи не морат да доаѓаат тука и тие местни имат веќе во хартиена форма. Исто е градежна дозвола, е сосема, значи електронски софтвер каде што сите барања се поднесуваат, е градежно земјиште, исто така електронски софтвер каде што сите барања се поднесуваат електронски. Целата до солемнизација на самиот договор се врши, значи електронски со електронски потписи, значи во тој дел тие софтвери се Тај секретарот значително работи на таа работа, бевме во соседна општина, каде што добиме, како се вика, листа, кои работи треба за зголема транспарентност. И со неколку работи, значи знам дека голем дел од работите ги исправихме и нема да е така, мислам, транспарентност. Ама тоа е податок, градоначалник, и тоа се Лади, тоа. Софи, одлаги. Ние го имаме, значи, бидовскиот извештај, затоа што ние, значи, го подполнувавме претходно како прашалник, во вид на прашалник, кои се, значи, докаде и што ние од сето тоа, значи, да. Ние го добивме ревизорскиот извештај, го видовме кои, значи, каде се и што сме, кои се нашите недостатоци и се трудиме, значи, да ги отстраниме. Со тоа што ние треба после да доставиме до нив известување што тоа сме правили. Советник
тоа од Вардарски плански, супер е тоа. Треба да најдеме алтернативи за транспарентност. Нели исто како сега што сме во живо. Алтернатива е тоа. Па не пак Да, ама друго. Значи, транспарентност вие на веб страна се борим нели години поминуваат. За веб страна да имаме и некој да ја одржава. Това е го Имаме, транспарентност. не знам дали се отворил. Сум отворил. Немаш отворен, знам. Сум отворил. Кога? Да не навлегуваме. Значи, ако има, само момент, да. недостатъци на веб страната, кај ще знам. Само момент. Јас, например, не сум стручна во тој дел. И не знам, значи, што е вред и што не е вред. Добро, значи вака, имаме области за вработување, имаме области за директори. Каде се тие? По закон каде што треба да бидат. Службен вестник. Значи, ние си имаме по закон. Не го дневен вестник. Значи, во два дневни вестници на македонски јазик, кои што испаѓаат најмалку 30 предобивувањето на областот и во еден, значи, од национално. Значи, па, во Кога. Тоа е единствен вестник кој што излева. Нема, значи, претходно имаше. Пано 15 речи си поправени. Значи, ние не може да имаме. Дури веб сайтовите што ги гледаат, значи дополнително не доплатиме само за слепи лица, затоа што беше екстра трошок од влиза колку што гледа цела страница и што догледно време ќе ги поправиме тие. Значи, мојот ми зборот ми е дека треба се влево транспарентност. Не се Не е само. Значи таму имаш 13 или 14 критериуми по тие работи. Значи, некој, ако е заинтересиран за област, значи, само област Петър Обрајац е гостувал до агенција за правосудие. Самото тоа што ви го објавува областот, истата ден кога ги спали во дневник вести го даваме во Петър Обрајац. На агенцијата за патување, значи сите ги има. Не разлика, значи сега пример. Не е тоа работа на општините за... тој дел. Инаку, кај нас, значи, ние се трудиме сите работени колку што може да помогнеме, да таа страна се помогне, затоа што ние нямаме лице кои што информација, кои што може константно тоа да го кажа. Значи, тоа е, ете, и предходно сме имале можност да се работи, може би не заинтересирано страна на такви профили, затоа што на друг начин се поплатени и ние тоа го правиме, значи сите од одделението го правиме поединечно на некој начин, за да ги пресуваме тие податоци. Покрај другите работни задачи, значи и едно од... Голем дел од работите се исправи. Да знаете, значи видите најавне, Да се надеваме градоначалник. Меѓутоа, ако офарбате една зебра тука пешачки премин, 3 дена ве гледаме на Фейсбук. Значи не може да отвориме Фейсбук од вас дека имате офарбано таму некоја улица. А ако назначувате директори на јавни предпријатија, тука тоа ужве нема никаде. Значи само по законот за објавување на дневен вестник. Така ли? Па така сега, както и транспарентно. А затоа сме на 81-во место. Да можам јас да ги објавувам. Па сега. Лажи за тоа, тоа не е Ама срамно, тоа е срамно главно на општина од 84 на 81-во место да се транспарентност. Значи не е тоа, споредуваш баби и жаби, лажиш како тоа. Дали, пане? Друго прашање имам јас, многу чувствително за сите нас. За сите што ме засега, најмногу вас градоначалник и нас като советници, нели? Сите сме сведоци на масовно иселување на млади работоспособни лица, кои што сигурен сум дека секој си бара излез и никој не можеме да го вратиме назад. Каква ви е вашата визија и стратегија, дали имате за задржување на исти? Сведоци сме на многу погрешни политики од многу ваши функционери и тие се едни од факторите за тие иселувања и сакам да го слушам вашето мислење. Каква ви е стратегијата за да ги задржиме младите во ДМРКП? Освен работа, ние општина сме задолжени за две работи, кај што би можеле да издржиме младите. Редовски не е од вчера дека се селат младите. Се селат до 2005 година па натаму. Значи и тоа константно и во голем број. Некој не од заради плата из истериција. Уште по-лошо. Още да се каже. Значи, одат од малка не милиарда причи. Знаеме 30 години како се стои да се може државата и со кои стандарди се бори. И за тоа лично гледат, мислат дека на Запад ќе живеат убаво, некои живеат да некои не живеат, мислам дека не живеат.
се вика, приватни инвеститори, които ще имплицирали работни места, между това не може да даде ни услов за колка и пати, както профилно лъжи би се казва да работи. Друга работа е колко ще може да е подобна инфраструктурата, за да нужда да живеят малци. Ама вие като татко на градът morate и да преземете мерки с относът на вашите функционери. Ама каква връзка има това пак? Има много голема връзка, Кой са тия за функционери? че няма Наброи. да спущиме нивото за това да зборуваме кой ще кажем и кой на кой как казва пренесено. Значи има и по-плаки до вас и мало знам. Да не наблегуваме, не сме ни една институция. Значи вие мора да преземете по-големи мерки с вашите функционери, които ще съставени, да ръководят с предприятието. Нема да навлезам. Това е награда, от която степен ще го правите за било както функционер. И това мисля, дека не е вред. Не, награда, по-голема награда е за гражданите, ако се пожалват до вас и няма реакция. Това е още по-голема награда. Функционерите се терат да работа. Ако нещо имат някакви проблеми, може да се функционери, може да приемат служба. И сега да не кажем, Няма да спущаме нивото, кажа, няма да спомняме институция или нищо. Друго прашане? Значи се надобързам тук. Първоначално, че вече инвестиции, когато се планират да дойдат, дали може ли ние като община да се ги обвързиме за по-големи вработове, не да се от 10 не може да не можем някакво. Вече идат лицата вземи, че ако бъдат от 23 или 10 вработования и не правим нищо, фотоволтаиците. Фотоволтаиците са много мали работове, големи инвестиции, ако се разрасте, не децентрализира властта, не може да имаме пак по-големи приходи въобще. Между това не е и голям дел на работове. Затова се планира сега много землище, където ще би направили малките 3 от гетла, заколкото 30-40 служа може да се работят. Вече имаме примери, убийственици инвестициите са малко брой на вработени сега, той са лубави. Значи, какво община 30, мислям, от 94-та на Толкова може да ли? било кой да бил, значи по-голема инвестиция не да мисля. Дали някои големи Това работи. не е тише. Има, например, отдел от винарите по Пейза, които някои си водят и това е, че на работодателите ние не можем да им дадем. Това е едно прашение, другото прашение, не знам, през новият резерват в село Коречница на време беше малко ощетен, дали саниран, не го беше вода. Сега се е окей. Да. Още една информация, все е окей. Спомнахте път от регионалния път до влезът на село Клисър, значи в съобразяването това ще беше. За тампон се или асфалтиране? Тампонирането ще биде от страна на, мислам, тази инвестиционна работа е от Гранит, като донация, а ЕПДП и Македония път ще го изведат цялото градуване на тампонът и асфалтирането. Значи се планира и асфалтиране? До края на октомври се планира да се завърши съгласно. 3 км колко се чини? Не, 2550 метра точно. Не съм близо 2550. До стартуването за накисело плюс. Да се асфалтира. Да. Сопато 4 метри по 1 метър банкина. Ще се продължи по-накъмо време до Крисурска станица, тук има отделение. За сега не знам, Влан беше най-голям приоритет. Да ще видим. Обиколницата нова, дали е завършена? Комплетна или трябва да се завърши? Не, сега става банкини странично, но че вземем банкини. Сега за сега е толкова инвестицията, се планира в дневна страна да се стават и вишняци, и тротуари. Между това сега за сега ще стане в така шоя. Не е завършена комплетна. От инвестицията от ЕПДП и Македония пак е завършена. След това другото са тротуари и такви работи, че биде здраве Боже от някои дружества. Да, от една дружества. И ако може да се апелира до надлъжните институции, да се от камионите да се користят обиколници, да не се користят по Първомайска, ако влезат тук идейчия. Мислям да завършите дарилението за постовуване знаци. Да, имахме
и всеки ще видят от там. Уште возат по населените места камиони, значи големи камиони. Ще се означат ците, значи. Ще се означи за За да се се насочат, повече от 200 знаци колко бе? Има доста знаци, кои што... Повече от 200 знаци, вертикални сигнализации ще бъдат поставени, това ще бъдат такива надписи изпратени. Завършили ли тендерът, но че само трябва да ги изработуват знаците, явно комунално предприятие ще ги поставят. да, додека биде товарен, со МВР, да малко да се... На всеки Да се един насочуват, няма да го кажа, на всеки един няма да му се каже. Нямат ни капацитет МВР на всеки един. За европейските камиони, Да. знаят дека не треба много да към странски камион, може да залута, нема знак, во ред. Но сега нашите да води тук по... Те искат да няма видено, Имам видено, значи живеем на пакот, значи и центърът има. По-мал камион, не тук тежи, води камион не тежко, но по-мали имаме. Хиперите имаме виден хипер. Искам да няма видено, но добре. Ще му дадем сугестия на... Дали не се чува тя, не да се казнуваме. Това е, не. Прашање? Да прашам, началник со каде инвестиции Светска банка, како се одвива тоа предпријатието во село Чифлик, има ли некои зајавки за Чифлик? Добре. Некои предпријатие имаше на... За патот. За патот. Во тека таа работа по неколку налози и носат на Марика, пошто се работи за колко беше 80. Не, не, 40, да. Али с 10 по 10 предмети, чуем. Че се реализира и има некакъв проблем. Сега че Не не видим. знаеме. Още не знаем. Сега няма, така че го видят как се викал, имат направено, че ние иначе имаме, че няма. Вече почнахме да ги изгласуваме. Ето да, по-добре са макин. Секо. Дай Боже. Еден се найде, къде толкова. Не така. Пробвай. Друг прашање? Прашање. Да завршувам читалието толкова како сте супер. Да, супер. Една консултација и едно прашање со пакот се ученец. Има спекулација дека се планира и дека од друго место се планира, од кајто не е. Дали е тоа точно? И дали се работи на тој проект? Ако не за асфалтирање, за санирање, за тампонирање, за пополнување на некои дупки од... Как да разговаряме, ние мислам да се разгледа постоянно тој пат го зборуваме и тој од 5-10 години лопан. Искрено е много голема инвестицията, за да се направи вече невъзможно сега в момент, защото може от дълго време да биде възможно. Или да имаш сугестии да биде патът да излезе помежду двата патели, между това сега нямаме проектна документация и да биде изгледа. Ако не се случеше оба сега со, како се вика, за патът от Клисова сега, да последваме с Гепарда и Македония пат, истина той ще биде наредна година, локален пат, така да ще беше от бъждот на община Димиркапия, ще знаете, не е малко с новите цени. Това коща само за асфалтиране и вградуване на тампона да е около 25 милиони динари. Рачването е от 5 до 6. Не, до 2. Държавата. Да, ама ако го асфалтираме до година, мисля, че не беше само е локален пат. И много е, да кажем, само е много тежко. Се аплицира пред това Пред Той програма. път остана. Той остана си до всекъде на вас. Здравие, Здраве, Боже. да, нещо, някой такво. Нямаме, Километър, не плеваме ни отделът со, как се вика, со специфични села над 1000 метри, можеше нещо километър по километър да се да приеме. Гардарски плански нещо. Преко нищо ли не може? Сега в момента не няма. Некоя таква работа за инфраструктура за тишно. Между това, че гледаме с всички напори, за да се направи той път. Пошто, да ви кажем, 5-6 пати правиме деловно со тампон. И до Черновец, исто го правиме и в село Клисово. Мислам дека сега Клисово да ще се направи, един проблем да се тръгва от общината, дека ще има държавите
кастани са. То извършвате така. А исто го реализираме и тук, значи това ще направим. Не може да го реализираме, искате локален. А? Локален Не е пак. локален. За Червец? Да, отпред 10 години не е локален. Не е локален, това до Червец. Не. Регионален. Не, освен локален, да, локален, общен. Затова викам, за Клисър няма, защото да се насочим държавата. Регионален, държавата инвестира. Ама до година, значи, че ни го ставя и на нас локално. Затова сега си ги извадиме последният момент, последният воз, Това да е изпрести средства. да, в държавата. Това ми е малко. Али за че да бъдат километър по километър. Не може да найдеш. Няма средства. За 4 години. Дали има план за зона за товарни возила? Да се направи някъде покрай Демирките. Плац. Искаме не. Много сумалце земя разполагане. И аз колко ще знам си, те се приват. Няма някаква държавна земище, защото Да, може да. се пари. А? Да, държавно землище е много по-лесно. Приватно тежко. Не, сега да кажем neki mislim, da po общините не са пресуват какви парки. Няма интерес. Значи това може някой приватно да направи. Да. Дали някой друг има прашение до градоначалника? Ако нема, предлагам да завършим със седмицата. Добро здраве си посакаме и се гледаме наредният месец.